Епа, Македонија, добре дојдовте на Шанк. Пето, кај ќе бидете ако не на Шанк? Шанк ти е одлично место за стил на луѓе кои ќе ги договараш за излегување и на крај сите ќе ти откажат. Си излегуваш сам, си седнуваш на Шанк код човек. Шанк ти е супер место за да и досаѓаш на девојчиња кои исто така немаат друштво по изгледа да се напијат нешто. Или евентуално Шанк е супер место за да оговараш. Види она ненормална, сама седи на Шанк. Никогаш не седиш сам на Шанк. Јас да ви кажам, на Шанк секогаш ќе ти прави друштво вино, пијачка, згоден конобар, шанкер, така натаму. Кај го тргнав моабетот? Моабетот го тргнав со како тоа се обидуваме во денешно време да ги олесниме работите, а всушност ги правиме се повеќе и повеќе комплицирани. Додам од следниот пример. Интернетот ни е направен за да ти го олесни живот. Така? Како да не, колку ви е само покомплицирано. Ајде да те видам правиш швалерај во денешно време преку интернет. Порано беше многу лесно да излажеш кај си, со кој си, шо правиш. Сега, треба да се сликаш, треба да се чекираш, ќе пуштиш порака од Вибер, ќе ти рече, а локацијата на Виберот да ја уклучиш? Значи, не се направени поедноставни работите, покомплицирани се направени. Друг момент, измисливме машина за перење на алишта, за да не мора на раце да се перат алиштата, гаките, па да се жалиш. Јас ќе ти ги перам гаките на тебе, вакви, онакви, ти ќе излегуваш по капани цел ден. А она ќе ти се заглави еден црн чорап по пералната и виднаш, разбираш дека светот и како не е црно-бел, тука е сив. Мене, например, тоа стандардни случаи. Колатерална штета на сите останати алишта, кој ќе ти се заглави само еден црн чорап. И сега најинтересниот и најмилниот дел е за перењето на садови. Секоја модерна домаќинка и сопруга се жали дека треба да пере садови на рака. Па, ако си машки, купиш машина за садови. Ама што е тука проблемот? Ти купуваш машина за садови, ама треба некој да биде доволно паметен за да ја разбере таа машина за перење на садови. А во денешно време, затоа што одиме кон тоа као демек да ги поедноставиме работите, а ние ги комплицираме, еве некни купивме машина за садови перење, а луѓе 4 дена се вртиме околу машината за садови, она капсулата, апчето кај се става, зошто не го прима, зошто не го голта, ваму ли се става, онаму ли се става. Абе цел совет вака собравме, конзилиум собравме од луѓе да кажат што е на машината за садови перење, зошто не пере. И на крај пушти еднаш, пушти 2 пати, пушти 3 пати, пушти 4 пати и ги гледаш утерените земале сите на рака ги перат садовите. Им сметки за струја, им за вода, им пак на садовите, после на рака испрани. Поздрав до Димко од Охрид, он го имаше овој проблем со перална за садови, ја врска немам од перална за садови, јас се перам уште на рак. Океј, и наједноставните работи доаѓаат сепак со кафенце. Една работа што не успеавме да искомплицираме е кафето, туку само го навистина поедноставивме, затоа што вела дека едноставност е всушност луксус и престиж во моментот. Затоа нашите пријатели имаат направено кафе кој има 5 вкуса, но прави еден едноставен вкус кој ве буди и ве расонува во една луксузна, но едноставна лименка, одлично пакување за да го носите секаде со вас. Другата работа која не се искомплицира и остана едноставна е сексот. Користењето на презервативи или кондоми, тоа е луѓе, како и да се вртиш, така се става кондомот. Нема друг начин за ставање. Додуша Марко да е поврзан на глава го ставаш и го дуваш, ама вие знаете кај се става кондомот, така? На едно место се става, друго место за кондом ставање нема. Значи, се разбравме, кафето и презервативите се едноставните работи кои не го комплицираат вашиот живот, а се друго во секое време можете да му кажете е збогум пријатно. И наједноставната работа која можете да направите е да се сакате сами себе и да си направите фотографија од Palm Print Studio и вака. Останете овде. На мој огромно задоволство денес во студиото на Шанк една млада дама која првенствено пензионерите обожаваат затоа што им почнува денот со нив. Второ, јас се дивам заради тоа што успева да стане толку рано и да биде свежа и енергична. И трето, мислам дека и многу млади момци почнаа да следат утрински да стануваат рано. Дами и господа, Милена, како си ми? Ти благодарам за убавата најава, до сега вака никој не ме најавил. Ама така, си така? Да, ова за пензионерите обично знаат да го напишат или во весник или по интернет портали, ама вака во емисија не ме најавиле, а им се извинуваме јавно на младите момци што мораат рано да стануваат заради мене.
На Твитер ми беше најинтересно, еден ми рече од овие твитерџи, вика, сакам да ја честиташ на Милина, викаш, да издржливоста, вика. Од што, вика, у една емисија ќе си наслуша сечи проблеми, вика, и ќе устане да се смее. Ама работата си го бара тоа. Да. Некогаш е многу тешко, ама кој како си ја сваќа работата. Јас некогаш си ја сваќам и како забава, затоа што мора да се свати така, не може се сериозно да се сваќа. А на Твитер многу работи сум прочитала за мене и за нашата емисија, така што да, тоа е добро. А имаше уште нешто интересно, еден дечко имаше напишано: дедо ми што гледа толку многу утринска емисија, мислам дека ќе ја препише куќата на Милена. Па нема проблем, може да ми ја препише, нема да се бунам. Готово договорено. Да. Не сме правиле до сега интервју, не сум имала прилика да правиме муабет, заради тоа и не знам точно твоите почетоци, а многу ме интересира како се најде во ова, да речам, интересна професија водителство и плюс како дојде до моментот утринска баш да биде твојот сегмент од работа. Па јас имам завршено новинарство, така што сум се нели во мојата професија, со тоа што пред 7 години, може нешто повеќе, започнав како дел од информативната редакција на Канал 5, значи тоа ми е прво работно место и се уште сум таму. Почнав како новинар, по настани, баш на класичен новинар, така го печав занаето, тоа беше неколку месеци. Сплет на околности беше да, бидејќи веќе постоеше утринската Здраво Македонија, мојот колега Роберт беше тогаш сам, потребно беше девојче да се вклучи во емисијата. И да биде малку поинтересно, да се промени нешто, всушност како и секоја емисија нели се бара промени. Не знам како, тимот што тогаш беше таму и ја водеше телевизијата, одлучи тоа да бидам јас. Иако не ме знаеа доволно, но знаеа дека сум комуникативна, тогаш беам тие мои почетоци, сакав да работам, амбицијата уште тогаш ми се забележуваше и решија да пробаат со мене. И беше работата на 2-3 недели, месец, два, и еве пробно, веќе 7 години сум таму. 7 години? 7. Машала. 14 јули, сега ќе правам точно 7 години во Здраво Македонија. Да. Кажи ми, многу не интересира сите како изгледа еден твој ден, за да можеш да бидеш така свежа, спремна, нашминкана, дотерана и да стигнеш и од колку саат стануваш кога почнеш рутината, мора да ти ја доставам. Денот ми е хаос, искрено, иако кога ќе дојдам на работа и ќе седнам во студио, сум толку смирена и сталожена, луѓето сите ме прашуваат како може да си толку мирна, сталожена, а не знаат дека 2 минути пред да влезам е вака и во студио трчам лево, десно, листови, принта и вака така, а и дома исто. Тоа секогаш го кажувам дека мајка ми ако не никош нема да стигнам на време. Значи јас додека се спремам, се шминкам, се облекувам, мајка ми тука ми спрема некои сокчиња, нели за да го започнам денот како што треба за енергија да имам. Така што ми е турбо. По 5:30 најдоцна веќе сум станата, 5:20 ми звони алармот, секогаш. 10 минути се давам така малку да се истегнам. Да не бидеш со ги потичана на телевизија. Да не бидам птен станата од кревет и право во студио. Ова не може да се разбуди, нас ќе не буди. Да. Така да, не знам, убаво ми е. Чим сум толку, значи се пренаоѓам и никогаш ми е напорно, не можам да кажам, не значи никогаш не ми се станува од кревет и ми доаѓа и отказ да дава ми се и не ми се работи веќе ништо, да. Ама тоа е момент, значи дека не се расонам кога ќе сватам дека не е тоа. Веднаш после во смисол на журкање, во додоцно станување, излегување, кафани, на шанк. На шанк, вака како сега. Еве сега ќе се потпрам. Да, онака изгледаш. Да надокнадам што сум пропуштила. Се журкам, еве, добра сум. Што рековте? Знаеш како, сега немам ни толку време, како што сум имала може до пред година-две, а немам ни толку желба. Значи, кога си има желба, се може да се постигне, тоа сте многу добро го знаеме. Сега сум малку повеќе фокусирана и на работата и на некои други работи кои што ми се поврзани со приватниот живот. Не дека немам желба да искачам далеку од тоа, но тоа гледам да го правам само викенд, петок, сабота навечер. Значи, тогаш кога можам да останам и малку подоцна, да не ми трпи работата. Не сум тој тип на карактер да излезам да заглавам понеделник, вторник или среда до 4-5 саба или директно отидам на работа, затоа што мојата работа е стварно одговорна. Така. Значи, емисијата е сериозна, бара сериозна посветеност и не можам јас да отидам таква никаква на работа, затоа што луѓето, нели, најчесто се јавуваат и за некаква мака, бараат помош, решение на некој проблем. Ако не бидам како што треба, не можам да одговорам на задачата. И тоа сега како, нели, растам и созревам, го сваќам се повеќе и повеќе и малку поинаку се однесувам за разлика од почетокот. Не дека тогаш не сум ја сваќала ја сериозно работата, но сум била дете. Искрено, јас пораснав на телевизија, што се вика, израснав со емисијата. Ти пречи ли што
толку многу коментираат, пишуваат за тебе на моменти, те причали што никогаш дури директно ти се додворува никоја програма, не можеш да го контролираш тоа. Знаме дека емисија во живо, милион ситуации сум проследила што се случиле. Одлично се снаоѓаш. Па морам така да се снаоѓам, затоа што ако покажеш слабост, толку. Значи, знаеш како ќе те фатат на пик, ако не изреагираш во даден момент како што треба и не искулираш, така кажано сега, нели? Да, жаргонски. Да, толку ќе ти биде. Значи, луѓето чекаат само да те фатат на слабост и ќе те изедат, буквално. Посебно кога станува збор за јавни личности како што сме и ние, како што си другите наши колеги и колешки, така што мора многу внимателно и паметно да се одговори во тие моменти. Сум имала секакви, значи на почетокот и не сум знаела нормално да се снаоѓам како што се снаоѓам сега, и сум била тажна, и сум плачела, и сум се нервирала, и што се не, сега буквално на такви коментари тука влегуваат, тука излегуваат. Не те погодува. Да, воопшто. Тоа е таа тајна, значи. Да, мора да се навикнеш дека не може сите луѓе прво да те сакаат. Не може сите луѓе добро да мислат за тебе. Не си чоколада, кој чоколадото нели има некој што не го сакаат и не го конзумираат. Така што мора прво тоа да се свати. Јас се обидувам на некои луѓе кои што можеби сега започнуваат со таа работа, ми се блиски пријатели, тоа да им го посочам, затоа што мене за жал немало некој таков човек што би ми го посочил тоа за полесно да поминам во тие моменти. Јас морав сама да поминувам низ тоа се, низ на потешки пат. Немаше никој со искуство од дома? Да, ете и моите пример не се занимаваат со таа професија, можеби имало и луѓе кои што не сакале, разбираш. Нели? Секакви карактери има. Но јас за тие луѓе што навистина ги сакам и се грижам, се обидувам на таков начин да им пристапам за да им кажам за полесно да се поминат во животот, не дека нешто друго. Така што не знам, секакви ситуации, секакви карактери, важно е сам да се сватиш дека ако си ја сакаш работата, никој ништо не сме да ти направи. Добро, нели те боли глава од толку проблеми цело што ќе се изнаслушаш или баш чувствуваш хумана цел дека се помогнала преку тоа што ете некој се јавил си ги кажал маѓете. Како беше листо на Твитер, не треба психијатрија и веднаш се утринска. Да, убав е моментот кога знаеш дека некој во тебе гледа излез од некој проблем. Кога ќе му помогнеш, чувството е безценето на вистина. Не секогаш успеваме да помогнеме и кога нема да помогнеме на вистина тешко, ама сваќам дека не можам, не сме ние некоја институција државна која што може да решава проблеми или министерство. Дај Боже да сме, па да можеме буквално сте проблеми да ги решаваме, но тоа што е во наша надлежност го правиме и ќе продолжиме да го правиме. Така ќе се јави, ќе си улесни, тоа е веќе пола завршена работа. Барем тоа, затоа што има многу луѓе што живеат сами. Немаат со кој да разговараат, не сме им буквално рамо за плачење, ќе си кажат и така. Бабички посебно такви и да наđакаш у град, да те устави дека не ти направи. Посебно ги почитувам по старите, повозрасните господи и гледачи кои што се јавуваат. Имам посебна почит кон нив затоа што тие поминале многу во животот. Виделе многу во животот и дај Боже ние да ги доживееме тие години и да доживееме да. Во приватниот живот каква е Милина? Дали си добро, не можеш да бидеш истата и на телевизија што велиш ти мораш да си сериозна, вака си ми супер опуштена, релаксирана смена, но еве како ти би објаснила која е Милина вака приватно кога ќе се човек запознае со тебе? Знам да бидам некогаш и сериозна и лоша. Кога ги кажам, мислиш на силна женска, мислиш на некоја што она не толерира многу работи и не трпи. Па, во хороскоп ништо такво? Не, јарец сум. Добре, да тоа. Јарец од така да некој знае да каже најлоша комбинација, дека треба да се бега од мене. Тврдоглава да, но во моменти кога треба на вистина. Она што јас многу го сакам кај мојот хороскопски знак е амбициозноста, што и всушност е така некоја главна одлика на јарецот и тоа ми се допаѓа многу. А другите карактеристики не сакам ни да ги читам затоа што воопшто тоа не сум јас, затоа што јарецот не знам колку се читала, ама важи за еден од најлошите и најсуровите знаци, значи не сум тоа. Не. Ама знам дека сте амбициозни, тоа барем да, знам. Амбициозноста да, инаку која е Милена. Знам да бидам и сериозна, знам и да бидам одсечна, имаш право за тоа што го кажа, дека но тоа е добро, тоа е комплимент. Знам да бидам радикална за некои работи, имам некои можеби нефлексибилни ставови за нештата во животот. Значи кога некој ќе ме повреди на било каков начин, нема тука објаснување вака така, толку и чао, пријатно. Знам да бидам флексибилна за другарство, знам да бидам флексибилна за работа, мора да се биде. Па за љубов не сум баш да ти кажам. Или ќе испуни критериуми или Да. Па сасеки си има критериуми, или ако немаш и ако не си ги поставиш, нема да го добиеш тоа што го сакаш и што го заслужуваш. Така што најчесто не знам да бидам. Тоа не велам дека е добро.
ама сум искрена и реална. Инаку сум позитивна, комуникативна, сакам да се дружам, сакам да бидам окружена со многу позитивни луѓе за да ми ја пренесат и таа енергија. Сакам да се наспијам. Сакам да се наспијам, да. Не знам, така малку ми е глупаво нели да се кажам само за себе, но Сепак гледачите прилика те тоа е гледаат тоа. во еден друг дел сегмент те гледаат од денот. Сега и со таа цел сакам да те викнам во емисија, да може да те видат. Посебно дека периодов си цело време, значи те има, цело време те закачкаат, има ќе ја поздравим од Бутик Инфинити, ми вика, ама не оставете ја Милина, вика. Мислам дека не ти пречи, супер се снаоѓаш со тоа, иако не важиш за некоја скандалозна личност, еве јас ништо пака да го паметам скандалозно немаш направено. Така да, добро се снаоѓаш со професијата. Дали ти така и ќе остане. Дали ти пречи за приватниот живот во смисол за мажите да се плашат од тебе, да не може никој да ти приде? За другарки знам дека не смета, секој тука ќе се дружат, ајде може ќе излезе во некој портал, ама за мажки мислам дека се покомплицирани за тие работи. Сега кога ги спомни другарките мои, значи веќе ми забранува да ставам слики со нив затоа што никогаш и нив знаат да ги објават. Да. Повеќето се срама, значи за тотално спротивни од мене и баш знаеме да се насмееме кога ќе излеземе негде. Ти сама сликај се, нас да не нема, викам, да бе, јас сама како излизам во град. Да, кога се шетат Милина цело време таму. Или ќе свртат некоја прича, не знаеме со кој шетам. Да, кој е до неа и така натаму, чија е другата чаша работа. Да. А за мажите, не знам што да кажам, не ми смета кога пишуваат. Тие што сакаат да ми се приближат и што сакаат да дознаат која сум на вистина јас, не се плашат. Тие што се плашат воопште не ми ни требаат, да ти кажам. Коментира чисто во град кога ќе застанеш, обично знаеме таков народ да бидеме, ама никој ќе ти дофарли ништо, ќе Да, знаат. Сега кога кажам ми текна на последното во саботата кога бев излезена. Поминувам во еден кафич каде што бев излезена и двајца другари седат и да му вика: "Леле, Милена од канапет, леле колкава била." И кажувам на другарката, сега се смее, да. Веројатно на телевизија изгледам многу поситна или не знам, може би дека седам и ако ме немаат видено во живо и сега кога ќе ме видат, јас сум висока, дека рече си 180. Да, ама сите изненадени. Половина од водителки се ниски и јас се изненадив дека првиот пат кога се видовме дека си стварно висока, да. Големиот дел од водителки се ниски, не знам зошто така изгледа, не сме навикнати ништо на многу високо. Да, ама ете и ти викам некои луѓе кога ќе ме сретнат прв пат кога ќе се запознаеме имаат многу сосема поинаков впечаток за мене. И за физичкиот изглед и за карактерот. Сите ми викаат: "Леле, колку си поинаква во живо. Леле, па ти колку си била весела, колку си била зборлеста, вака така, да. Вака си строга на телевизија. Вака строга, стегната." Викам: "Па добро, сега не личи кога ќе се јави некој ќе кажува дека има проблеми, јас да се смеам, и да нели да играм тука и да се вртам." Да, така, да, тоа, да. Зошто ви го нема Радева емисија? Тука беше, мислам дека врвот на Ноза Македонија се крина со Раде, правевте атмосфери, пеења, ама сега веќе друг концепт доби утринската. Мојот котирам кон тоа дали ќе менувате се уште нешто, дали мислам секогаш има по нешто. Но еве полека луѓе во сосема друг начин на живот водат. Ја веќе не гледам да купат весник. Едно време викам не купам весник, но утринска ќе начекам главни наслови што се. Но дали мислиш дека треба нешто да се освежи, да се промени, дали имаш ти дозвола тука да кажуваш? Секако дека треба, значи секогаш треба да се менува, почнувајќи од сценографија, почнувајќи од сценарио, така што сме менувале многу. Веќе не можам ни да се сетам колку промени претрпела Здраво Македонија кога јас сум дел таму. Сигурно ќе претрпи следната сезона, почнувајќи од септември, октомври, сега не можам да кажам точно кога ќе биде. За Раде да се навртам, со Раде беше договорот 6-7 месеци, толку и помина. Морам да го поздравам затоа што е еден прекрасен човек. Највесел човек. Значи највесел човек, искрено, со толку позитивна енергија и луѓето се уште после, па можеби 2 години речи си поминуваат, ме прашуваат каде е Раде, па колку беше убаво, колку беше весело. Наутро се будевме со музика, сега што ева со политикава и така натаму. Ама сега што да правиме, тоа се случува во нашата држава. Да. Така што Раде генерално многу добро помина кај луѓето и многу ми е драго, можеби во некое догледно време повторно, не знам, се може да се случи, не е дека сме се скарале затоа завршила сработката, туку толку беше проектот. А промени ќе има, нормално ние сме еден тим од неколку луѓе, секој може да си даде предлог, во разговор сите одлучуваме што ќе се промени, што ќе остане исто, значи не е дека еден човек кажува и тоа ќе биде. Кажи ми сега веќе никаде прекраат на интересно прашање, ти којаш на Милините гафови будеш емисија во живо. Во 3 часа мора ништо да се случи. Дали паметиш нешто онака добро што те здрмало?
Ја што сум кажала или некој гледач? Или гледач или ти нешто што ти е омилено, онака. Тие ми се омилени моменти, од утрински ги има купиш, така и тебе клипчињата сум прва што сум ги пуштала да ги гледам. Имам многу јас што не сум ги гледала затоа што не можам да стигнам. Некој, не знам, другарка или другар ако ми ги прати, па ќе видам јас нешто што може се случило пред 3-4 месеци, па дури сум заборавила, ама добро што постојат социјални мрежи. Тебе што ти е Да се омилено? потсетиме. Па не знам, би имало многу, не знам од кај да почнам. Јас Некои гледачи. да, искрено јас не сум кажала некој гаф, не можам да се сетам, а и да имало веројатно ќе кружило веќе низ социјалните мрежи, така што не знам, пред некој ден ми текнува дека не дека е ова гаф, ама така ми падна смешно после веќе 2 часа зборување со гледачи, последниот гледач пред вести, значи господин, и зборуваме, и јас на крај, добро господјо, пријатно се слушам, века почнав да се смеем, да, господјот е господин, не може да престане да се смее. Кој ќе да издржиш 2 сати збор? Ја викам, не ми залуте да више 2 сати да слушам, не можам. Да, толку е. А инаку гледачи има секакви од безобразни коментари што веќе ги елиминираме, па до смешни, па рецитирање песни. Има се притиска ќе почне некој да збори стварно Не, но колегите од режија пратат ситуација и кога јас ќе влезам веќе во муабет, тие знаат дека треба да го прекинат тој гледач. Без разлика дали кажал нешто што не треба или ако е надвор од темата, затоа што си имаме некои така наречени правила што мора да ги почитуваме. Не знам, има луѓе пеат, рецитираат песни, па на лист напишано, па со драмски паузи, значи уживаат и во такви работи. Има буквално секој ден све можеш да слушнеш. Тоа е, битно да ти ја препише куќава дедова што битно каде е таму со куќата да видиме. Да, за крај дали остана нешто што онака тие не го споделивме, некои нови планови, некој нов проект да правиш, ти ми рече ако минуваш ќе ми известиш прва, ама никогаш не се знае со тебе, само читам вака по интернет и ми информираш. Да, стварно периодов така некои убави работи нови ми се случуваат. Да, дефинитивно. Имам една другарка која што живее во Хрватска и ми се ми вика добро, па што правиш ти? Јас само кога и дотворам интернет, си снимала ваму фотосесија, сега со спотов. Утре што викам ти сега не ме прашувај, ја читаш таму работам. Да, на интернет. Да, периодов ми е така некако убаво исполнет со некои други обврски надвор од телевизијата, го спомена спотот и те некои други фотосесии. Сега за сега сум фокусирана на Здраво Македонија да завршиме успешно цела сезона, затоа што сезоната до крај на јуни? Па негде 15 јули, може и крај на јули ќе фати, затоа што навистина имавме многу успешна година и многу сум горда на себе и на мојот тим, затоа што сега има многу емисии во етерот и на другите телевизии и навистина успешно пловиме во тие води. И мислам дека треба успешно да се заврши целата сезона, па следува одмор. Се уште не знам точно кога ќе го земам и каде ќе одам, но 1-2-3 недели убаво ќе одморам. Да, сигурно. Тоа мора да прочитаме титлет. Да, па од септември, здравје Боже, октомври со нови сили, со нови предизвици. Се уште немам ништо конкретно за да го најавам, но кога ќе има нешто ќе ти кажам прва сигурно. смеа да го знам. Да, обавезно. Сега да го земам подарокот. Значи ова е вака. За човек кој е на утринска програма, кондоми не знам дали ќе ти требаат. Ама од како се одмориш и од како се наспиеш, шо знаеш, може ќе се најдат. Ти благодарам. Ама она што најмногу му треба на човек што води утринска програма, кафе. Многу кафе. Многу кафе. Уште има овде. Ова се е за тебе. Добро. Одлично. Имаш да пиеш кафе. Милина, вистина, моите колешки беа сосема во право кога рекоа да те повикам во емисија дека си каризматична, забавна и фина и дека опуштено супер ќе направиме муабет. Ќе те поздравам и ќе ти заблагодарам што одвои време да дојдеш во нашата емисија и да се дружиш со мене на Шанк. Не ти дадовме алкохол, дека си утрински човек, треба да станеш со бајле. Јас алкохол не пијам, само кафе, знаеш? Со кафе те испраќаме дома. Така ти благодарам. Ивана, многу ми беше драго, навистина ти си една прекрасна девојка и си и си едно навистина големо освежување во македонскиот етер, не само ти како личност, туку и емисијата твоја, не ти правам лице. Значи сум навистина искрена и те поздравувам и од моите другарки кои што следат редовно твојата емисија. Јас да бев по утринска од твојата програма, ќе бев секој ден вака. Така мислиш? Ко трештана, оно што е на водителка. Не, така мислиш, одлично ќе се сноѓавме и одлично ќе комунициравме, јас ти знам. Дојди со мене термину 11 сата, видиш што е журка. Може, кога сакаш ќе дојдам. Дами и господа, тоа беше мојата гостинка Милина, останете понатаму овде, имаме уште нешто за вас.
Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Елит Делукс, мешавина од најквалитетните зрна за вистинските гурмани на турско кафе. 25 години со вас. Елит кафе. За прв пат на Охридската ривиера ексклузивни цени со 25% попуст, почнувајќи од 1250 евра на рати. Можност за купување преку стамбен кредит од Комерцијална банка АД Скопје со рок на отплата до 30 години. Каматна стапка од 2,9 годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за останатиот период на отплата, без надомест за одобрување на кредит и без трошоци за процена на вредност на хипотека. Викендов се прошетавме до Охрид. До Охрид треба да патуваш со добра кола, за да не се нервираш попат од сите оние кои поима се немаат од возење, а сакаат да возат. Имаш оние што возат како ненормални брзо и имаш оние што возат со 30-40. Ама ти ако имаш добра кола од нашите пријатели, одиш до Охрид без проблем. Ние бевме со Peugeot 306, поправете ме луѓе, тоа беше се колетана. Макар што мојата е Hyundai и 30, ама добро се јас ме возат. Со кој што сакаат да возат, тоа е битно да возат и битно е да од ке моите пријатели. Бевме во Охрид и јас во Охрид ги посетив моите пријатели со станови добри што продаваат, ама исто и научив да зборам охридски. И сега само вака ќурава сум ако немате приметено, ништо не гледам. А ово што сте биле убави. Што правите? Значи, ќе научиме денеска за малку боговите охридски пред да се префрлиме во Охрид и да погледнеме нашиот прилог таму. Малуморген, богот на исполнителноста. Сейси Мадро, богот на разумниот компромис. Шоеморе, богот на разбирањето. Често во полиетистички занес славен со богот на летото. Дантребит, богот на гостопримството, особено при туристички саеми. Аманре, охридски бог на зачуденоста. Амтое, охридски бог на судбината. Амортиси, ова ти е охридска божица на сознанието. Кадре, охридски бог на патниците. Амкетепет, охридски бог на чуварите и портирите на кафеаните, значајни личности во тоа време. Паско Кокузман, охридско божество на земјата и копачите. Маратон, охридски бог на удавените. Во негова чест еднаш годишно хриѓани носат странци во езерото на празник на крајот на летото. Амке ојајш. Добре, се не знам до толку охридски. Охридски бог на војната. Таш Марун Ишта, ова не го разбирам, ама велат дека е ова охридски божества на провинцијата. Мумре, охридски бог на смењето. Сега се викате ова планира да заврши. Каднепак, охридски бог на нихилизмот, и ова исто поима немам, не го разбирам, а ќе ми го објасни некој охриѓанец. Осман Бегот, да, охридски бог на бомбрачниот живот, охриѓанки многу го почитувале. Скопјаниште, Луцифер. Билјана, богина на хипохондридијазата и Смештај, богот на летото. Сега се префрламе во Охрид и овдека го завршуваме денешното дружење на Шанк, а во Охрид откривате зошто е најдобро да си земете станче со можност на кредити на сама Охридска ривиера и се друго ќе ви кажам таму во Охрид. Ве сакам Македонија со нашиот прилог од најубавиот град во Македонија го завршуваме денешното дружење. А да, следете на Facebook. Иче да не се секирате. За мажење не се мажам, ама вас дефинитивно ќе ви биде мерак да си ја направите свадбата во Инакс Горица. До душа и да не ќеш да се мажеш, ќе се мажиш. Од ваква убавина не се бега. Искористете одличен одмор и релаксација во Охрид или одберете го Инакс Горица како дестинација за вашиот најубав момент во животот, вашата свадба, мили мои.